онаму каде што вечерашната среда, почнуваме онаму каде што всушност сметаме дека мора да го продолжиме типот на ширење на нашата порака до големиот број на луѓе кои што знаат дека е неопходно да се гласа, но се уште не се одлучиле за кого, а ги знаат и вистинските приоритети кои што се пред нас. Приоритетите се многу. Ние како партија понудивме на луѓето да размислат за основниот приоритет, а тоа е да си ја стабилизираме државата, да си ја средиме државата и да ги стабилизираме институциите. Затоа што се покаже дека во изминатиот период се што поминавме, всушност го поминавме заради тоа што нашите институции ниту се стабилни, а за волја на вистината не се ни кредибилни веќе 2 години, ако не и повеќе. Сите што ќе кажат дека кризата е започната во 2014, мислам дека би се обидел да ги демантирам и тоа сериозно. Кризата е започната уште многу порано. Основниот почеток од 2008-та, а таа започна да кулминира од 2011-та и потоа од 2012-та со настаните во собранието на 24 декември. Но сето тоа е поминато и не сме да биде заборавено. Поминато и не сме да биде заборавено затоа што може да се повтори доколку се продолжи вака. Нашата основна порака до сите, може би веќе за некога и класично, дека кога ќе се определува за гласање, може да бира да гласа за пржинската четврка, која се договараше на овој начин и доведе до избори во ваква атмосфера и во вакви околности, и ја создаде практично кризата, или да ја дадат довербата на оние кои што всушност сакаат да најдат начин и да се излезат од кризата, и да се оспособат институциите, а во исто време и таа да не се повтори. Нашиот основен проблем е владењето на правото. Не е дека ние немаме закони во Македонија. Имаме закони, ама не се почитуваат. Или се почитуваат селективно, а се спроведуваат по партиска наредба. Она што е исто така битно е дека ќе продолжиме со ваквиот тип на директно пренесување на пораките, затоа што нема подобра, нема да ја наречам реклама, туку подобра мерка и начин за комуникација со граѓаните, отколку во директна комуникација да го слушнеме и да го разговараме она што значи едно, стабилизација на институциите кои треба да ни овозможат остварување на нашите права како луѓе, од право на живот до право на собственост, и второ, стабилизација на нашиот приватниот, така да кажеме, семејниот живот, животот на нашата заедница. А заедница е во Скопје, е ова мало. Заедница е и самата зграда. Заедница си малата околу, затоа што во Скопје имаме потреба од урбана политика, а не од провинцијална политика. Тука најавувам една определба на либералната партија, да ја сопреме економската централизација и да ја овозможиме политичката урбанизација. Затоа што не е целта се да се донесе во Скопје. Официјалните податоци кажуваат дека 42% од бруто домашниот производ веќе се остваруваат во Скопје. Тоа значи дека остатокот од 58% само е надвор од Скопје. Тоа значи дека половина Македонија произведува во Скопје. Тоа значи дека градовите надвор од Скопје и селата започнуваат да бидат уништувани. Заради тоа, одиме со сет непопуларни мерки. Прво, непопуларна мерка, но мораме да ја соопштиме зашто е неопходна. Администрацијата ќе мора да се редуцира. Администрација не е основа за економски раст. Нашата цел е јавни овластувања на државата да бидат пренесени на приватни ентитети. Врз таа основа, на конкурентна база, да се вршат и да се остваруваат тие јавни дејности, при што ќе се овозможи нивна пониска цена за корисникот, односно граѓанинот, плаќачот на данок. Второ, сметаме дека во овој момент било какво чепкање во даночната политика ќе биде штетно, особено за малиот и средниот бизнес. Затоа што било какво чепкање, било да е во данокот на профит, било да е во персоналниот данок, задира во стандардот на предприемачот. Оној кој треба да ја повлече својата фирма и со тоа да помогне во повлекувањето, во генерирањето на економската активност. Не заборавајте, 70% од вработените работат во мали и средни и во микрокомпании. Тоа значи дека само 30% од вработените во стопанството се всушност вработени во големите фирми. Тоа значи дека ако не го одржаваме предприемачкиот дух
дека ако него да ги одржаваме и унапредуваме условите за развој на малото стопанство, нашата економија ќе биде осудена на колапс. Заради тоа велиме, не ги пипајте даночните зафаќања. Ако десницата го тепаше и го утепа бизнисот, левицата со овие предложени решенија ќе го дотепа и уништи до крај. Немаме време за трета транзиција на македонската економија. Состојбата е драматична. И ова се теми за кои треба да се разговара на овие избори. Ова се теми, а не прашањата на употреба на јазици, а не прашањата на отварање на Уставот на Република Македонија. Од овде порачувам, од така, федерализација и слично. Од овде, од Карпош, од Скопје, порачувам дека или ќе зборуваме за вистинските теми, или нема да имаме следна прилика. Затоа што сега, доколку не ги запреме негативните трендови, работата ќе отиде предалеку. Предупредувам и на уште нешто. Во прашање наскоро може да дојде и секуларноста на државата. Ќе ја браниме до крај. Затоа што секуларноста ни е темел на стабилноста на општеството и на државата. Ги повикувам сите партии во своите осврти, па ако сакате и во регрутирањето на своите активисти да поведат големо внимание. Предизвиците, особено во овој динамичен свет сега, се огромни. Ќе се вратам повторно на прашањето на економијата. Економијата и стандардот се меѓусебно поврзани. Не можеме да очекуваме дека зголемувањето на даночните зафаќања, односно намалувањето на профитот на собственикот, ќе се одрази добро на работата на една фирма. Напротив, секој собственик, модерен собственик, а ние сме веќе со втора и трета генерација собственици во Македонија на приватни бизнеси, знае дека треба да го плати работникот. Затоа не прифаќаме да ние лицитираме со минимална или просечна плата. Туку нашата улога како либерална партија, и тука ги охрабрувам сите стопанственици добро да размислат, дека ќе имаат добар политички адвокат во либералната партија што ги разбира потребите на стопанството. Нашата концепција е либералната партија да биде во влада која ќе гарантира дека договореното меѓу синдикатот и работодавците ќе биде државно спроведено, контролирано, гарантирано. Односно, тоа што ќе го договорат синдикатите и работодавците ќе биде поставена основа, цел и законска одредница. Се друго е лага. Се друго е политичка одлука. Се друго е партиска промоција. Не. Време е за вистински идеи и за вистински решенија. И, конечно да завршам, ќе кажам, доколку сакате да си играте со крупни теми, доколку сакате да си играте со оган, може да ви се оствари целта. Но немојте потоа да се чудите каде да го најдете хидрантот, а всушност водата до него не дотекува. Опасноста пред која се наоѓаме е огромна. Потребите кои што ги имаме се огромни. Цели социјални групи се маргинализирани и оставени надвор од фокусот на интересот на многу политички партии. Сега зборувам за администрацијата. Ќе зборувам, ако сакате, и за делови како што се лекарите, како што се адвокатите, како што е полицијата, како што е армијата. Во малограѓански дух некои се обидуваат да ги понижат и да ги оцрнат. Овде во Скопје, повторувам, ќе запре таа провинцијална политика. На негативни примери нема да се градат стереотипи. Тоа се луѓе кои заслужуваат почит, кои заслужуваат доверба. Законски санкционирајте го сето она што е криминал. Ама немојте цели фели да ги осудувате заради тоа што некои колеги кај нив поединци правеле грешки. Затоа најавуваме. Ќе се утврдат правата на пациентите, да, утврдени се. Ама ќе се утврдат правата и на лекарите и медицинскиот персонал. Единствена партија бевме што гласаше против паралелен увоз на лекови. Тогаш не обвинуваа дека сме застапници на фармаколошкото лоби. Дами и господа, денеска кога пиете апчиња заради популизам, кои не ви делуваа, запрашајте се дали тогаш сме биле лобисти или сме биле одговорни политичари. Оно што овде во Скопје мора да го кажеме исто така е, дека ќе ги вратиме законските решенија по кои абортусот беше право на избор
на семејството, односно на партнерите и на жената. Жената не е расплоден објект. И тоа во модерна Македонија, 40, да не претарам, 65 години по утврдувањето на незините права во модерна држава, ние да се враќаме на решенија кои биле пред Втората светска војна. Срамота. Такво нешто не дозволуваме. И за ова зборуваме кога велиме урбана наместо провинцијална политика. И за ова зборуваме кога велиме нема да се водиме по она што сакаат да го чуе мнозинството. Нема да им се допаднеме на сите. Ќе им се допаднеме на оние и ќе бидеме поддржани од оние со кои ги споделуваме вредностите. И за крај, да завршам тука, факт е дека нашата цел е да не се случи, нашата цел е да не се случи повторно влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ. ВМРО дериватските партии се оние кои што ќе ги превезат гласачите во форма на пратеници назад во мнозинството на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ги повикувам Скопјани со чувство, со осет, со изграден политички њух да изберат опозицијска партија која гарантира дека нема широка коалиција, која гарантира дека ќе остане на овие, јас би рекол, неколку набројани, можеби за некого малку, но суштински принципи, и која ќе овозможи следната влада да биде без ВМРО, ДПМН и ДУИ. Со тоа јасно кажуваме какви ни се преференците на политиката со која би сакале да создаваме владина политика, но во исто време најавуваме. Тешко ќе ја преговараме програмата, затоа што ќе од овие принципи нема да отстапуваме. А вие другите, како сакате. Бидете сигурни, сите вие кои се идентификувате со нас, бидете сигурни, вашата доверба нема да биде напуштена и по цена да бидеме опозиција. Ви благодарам.